Дали е спремна публиката? Никогаш не. Тоа, да, спремни се. Спремни сме и ние. Тука мислам дека е време да почнеме уште една нова епизода на Скратен корнер. Можеме ли? Можеме. Можеме. Делеле. Ја мислам биеше некој алкохол да. да са, Ова. кафе да си имаш на фукар. Ова можеме многу политички, можеме. Гласајте за нас. Заокружете. 24 нека. Океј, мене ми одговара Закружите, нека да, 24. за денешна епизода. За денешна епизода. Заокружете 24-ка и дозволете ни да почнеме. Момци, како сте? Океј. 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 Зашо океј? Зашо Ривер изгубија? Ривер изгубија. Знам дека Па, тоа го се чекаше. тепаше. Не. Па океј, немам некоја причина да бидам превозуван, пресрекан. Реално. Малце се цени искрено со овие денови. Да. Добро. Работата кај влачеше во прават несрекни тимовите кои што не ги сака кој ќе победат. Не. Се радував Барса кога беше вчера. Да, така и спрогнозирав мучет. Што има врска. Добро. Тебе сигурно е хамба подобро расположение, така? Не, од вчера цветаш. Да даеме контекст, синоќа Барселона го победи Реал Мадрид со 4-0. Чеке Раук. Не Stop the invasion. 0-4. 0-4, Што уште 0-4, победи. да. For nothing. Епа, некако боле вака понеделнички се диши после победа. Не после победа, туку после фактот дека после целата разврска на целата ситуација, ова беше ко потврдување на тоа што го почна како тим да го креираат моментумот и ова беше само една круна која што ја земала од кралскиот тим. Да, велете, Добра Фала, партија, пријатно. стварно добра партија изиграат. 4-0 после кој знае колку време има толкава разлика на Ел Ова е Класико. нешто ретко што го слушам. последниот пат Добра беше партија. 5-1 кога ги тепа на домашен терен која гледав таво живо. 2019. Да, добро. Кире ти како си? Па фино е да ти кажам, после викендов Милан изби на прво место на табела. Среќен сум некако за тоа. Викендов ми помина баш фино, онака се одморив, спремен за снимање, среќен сум и за тоа и некако ете така, расположението е доста добро. Значи како фино за е боле почеток. од окей, така. Значи Да, супер, мислам- фино, окей. Да, мислам дека така Четвртка на некако. кај петка би требало да е фино. До Да, која, не е до која- толку до високо. која граница, да? Седмица е границата. Стандард. Обично. Не знам зошто, ама ете седмица е границата. Скатен корнер, стандард, седмица. Така. Дали може сега да видиме што се твиташе Секако. изминатава недела? Секако. Многу интересни теми, ќе ги покриеме, вие останете така, кликнете subscribe, кликнете лайк на видеото и Обавезно. Добро дојдовте назад во мојата омилена рубрика Што се твита, каде што јас највеќе зборувам. Понекогаш. Твитовите кои што ги одбравме за вас денес. Првиот е на прашање што се прави во петок. Зашо е петок, Владко? За гледање втора Бундеслига, Добро. ќе ти искај скратен корнер О, и да. после пушташ Бундеслига втора да те демотивира и да ти го себе викендот. Мора да има баланс со животот. Да, и добар распоред имаш На среќа направен. па ние не пратиме втора Бундес. Граф, скратен корнер, Бундес. Граф Втора со Бундес. граф со плескавици. Веќе Колбас. паскавици. Преферирам колбас. Колбас? Добро, и Знаете колбас дека имаш. преферирам колбас. Стари навики умираат тешко, да. И ги спушта рацете доле. Добро. Ги имаме двојките од Лига на шампиони. Да, тоа е вториот твит кој што е издвоен овде. Тоа се Челси со Реал Мадрид. Почнавме од онака најжестоката изгледа. Втората е Сити со Атлетико. Старите ривали Пеп и господинот Симеоне. Вилјареал со Бајер Михен. Да видиме дали ќе има годибенинки за Бајер Михен. Мислам дека е тоа тешко, али останува да видиме. И Бенфика со Ливерпул. Нешто што претпоставувам дека ќе биде најквалитетниот фудбал од сите овие четвртфинални мечеви. Бенфика Ливерпул? Да. Најквалитетниот Поради тоа што фудбал. најдобар за Најдобар за гледање, да, најдобар за бидејќи гледање. не тактизираат двете екипи. Да, Реал Мадрид и Челси ќе има тесни резултати, барем така сметам, и ќе има доста интересен тактички пред се фудбал ќе се игра. Сити со Атлетико, тука мислам дека Атлетико ќе си
бидат онака испредашени фино Да. лепо страна на Пеп, поради тоа што Пеп му е накравен исто така Чоло, на чоло, да. за Байерн Мюнхен кога избати? Не, општо. Општо, поради тоа што они имаат ривалитет веќе децении плюс така нешто, уште нешто 10 плюс години, така да. И нормално тука ни се Вилјареал со Байерн Мюнхен, каде што Удивенин, ка? Фаворите Бајерн. Да, апсолутно. да биде Мене ми фаворит, се свиѓа многу ми се свиѓа Атлетико со Сити Како дуел. Да, сакам да го видам Чоло како ќе се снајде со таква офанзивна доминација на Сити. Силниот твит е посветен на темата која што обработувавме. Да, Минатата Палавковска ни постави, односно не, ние и поставивме прашање базирано на нејзин твит, кое што сакаме да го слушнеме, нели, вашиот одговор тука долу во коментарите, дали некогаш сте замразили или засакали играч само поради фантази? Владко, имаш одговор на ова? Да, Бендарек, Ти одзема поени. бедниот таму тој, како и да се вика, некем да го кажам името. Два пати идеше минус во две сезони. Да. Против Саутемптон и против Юнайтед, против Лестер и против Юнайтед. Па и против По Саутемптон 9:0. може да се каже Против автогол Саутемптон црвен највеќе има. играше. Леле, да. Да ти кажам, Калверт Луин го научив од фантази, некако го засакав тогаш тој период. А после тоа истиот играч и го замразив ради фантази, затоа што Добра сезона, Да, сезона ништо не му оди. Не игра многу, као пола на Да, трали повеќе да. ги пропушти. Повреден Мислам беше. дека 10 надпревари има изиграни, тоа не беше сегде стартер, така да. Добро, одиме на следниот твит. Тоа се Следниот твит однесува ми е- на господинот Тами Абрахам. Тесно поврзан со Калверт Луин, што го зборевме до сега, уште еден кандидат за позицијата напаѓач во англиската репрезентација. Да, Тами Абрахам моментално има 15 гола, Само што е рамно на лигачки. лигачки со головите на Мбап. Да. Изброено голови 23 гола се сезона. покажа повторно дека Челси ги оставаат нивните млади играчи да заминуваат, иако се многу квалитетни, поради тоа што имаат да речеме барем на хартија поквалитетни играчи, кои што не се покажа така нели моментално. Преголем публицитет имаше Лукаку И Лукаку, Сака. и Вернер, сам тоа е нели со оглед на тоа што покажува Абрахам во Рома под водство на Моринјо, кој што секогаш знаел да извади некој таков пргав напаѓач и да извлече максимум од него. Одличен. Добро го наплатија, ама Добро го наплатија, имаат и откупна клаузула на некои 65 милиони, мислам дека не верувам дека ќе си го вратат Челси, бидејќи сепак не е толку медиумски исхајпан колку оние метите кои што тие ги бараат, ама одлична сезона за Рома, нешто што го предвидовме уште на самиот почеток на, нели, кога ги зборувавме трансферите, таму Абрахам го спомнав кој е еден од омилените трансфери летово. Им се исплати инвестицијата на Рома. мислам позадина на телефон му е. Го видите It's Hamba time. Барса 4-0. Леле. Други се мисле позадина на телефон. Не. Што Си прави? го најде. Што да гледам? Нека гледаат таму некои други да. Добро, што се деси? Потврден оно што кажав и во кое што верував кога беше назначен Чаби за тренер. Дека човекот знае фудбал. Дека знае Добро, беше несомнено, да. Не, си кажа дека ќе ги оправи стварно и Така е. тие што не што не само што знае фудбал, знае како да работи со играчите и тоа што е еден од најдобрите играчи на сите времења, му служеше само плюс како потврда на неговиот интегритет во рамките на тимот. Кога ќе ставам на скалило, не ми направи тоа што ги победија 4-0, туку стиките, тоест видеото кој што следува после тоа од собликувалната, видео на кој што се навикнав на цело време ги има на каналот на Барселона, тоа е после завршување на утакмица. Чави ги пречекува сите еден по еден, играчите како влегуваат заедно со неговиот тим од тренери, тренерскиот тим и онака се поздравуваат, се гледа дека има хемија и помеѓу играчите и помеѓу тренерскиот тим. Тоа е тоа што ствари ми направи највеќе кеф.
Јас сакав што ги утепаа на терен, буквално и многу ме изнервира Винисиус кога пробува да изгуби пенал, кога се фрли уште пред, Пике као Ја заборави топката. Да, Ја заборави топката ајде, што му се бегај, многу деси. ми Винисиус само ми се потврди тоа што сметав за него. Он се гуши кога ќе види играч пред него, паничи, кога нема простор, кога е на мал простор не знае да игра, знае да истрча, знае да изфорсира, знае да изигра контра, ама ако е добро позиционирана одбраната, Винисиус Джуниор се губи. А уште повеќе се потврди тоа што го немаше да Напредува и евидентен е напредокот оваа сезона кај Вини Джуниор, ама да, во такви моменти, особено во клучните, го гледаме многу пати дека промашува и во Лига на шампиони имаше 2-3 катастрофални промашувања, особено на првата со ПСЖ, тоа промашувањето од лево, тоа беше без везе, ама за еден човек ми е многу драго за утакмицава што заврши баш вака како што заврши. Аубамејанг е завршен играч, Аубамејанг нема да си најде клуб, ќе оди во Кина, ќе оди во Саудиска Арабија, Ал Наср го бара, батецот оди потпишува за Барселона и продолжува да си гази како што продолжува да си гази цела кариера, мислам. Аубамејанг би рекол дека ме изненади, не верував дека толку брзо ќе се вклопи во тимот и толку многу брзо ќе почне да продуцира бројки. Мене, али од друга страна пак моментот е дека беше отворен од страна на Арсенал и тоа претпоставам дека му било многу тешко, поради тоа што никој играч не би сакал да биде оставен настран да не го прави тоа што најдобро го знае, што највеќе го сака, нели? Да игра Типот фудбал. им е буквално рекорден трансфер на Арсенал и они го пуштија да си оди за без пари. Мислам дека требаше онака тоа му разбуди мотивација дополнителна за сега ќе ги Да им покажам од покаже, прв ден да, како да, испорачува. Мислам дека Аубамејанг успеа да го врати покрај Чави и Аубамејанг, мислам дека допринесе да го врати Дембеле да се фокусира Да. на играта, пошто нели од Дортмунд исто игра заедно. Беа одлична комбинација, го Дембеле нели во последниот ден надпревари 2 гола, 7 асистенции, исто и Аубамејанг мислам дека 9 гола и 2 асистенции има последниот 9 ден голи, 2 надпревари. асистенции во последните 11 надпревари. 11? И Знаеше, 9, значи првите два не да ништо. интересното што го приметив на оваа тука баш забелешка твоја. Имаше пред некој период, пред некои 6-7 утакмици кога Дембеле кој излегуваше од игра бараше да станат сите други за тој да седне до Аубамејанг. Ви текна на таа ситуација. И као да, тој броманс реално раѓа со резултат. Затоа што уште од старт нели кажаа дека Аубамејанг дека имал многу добра врска имал со Дембеле. Очигледно има и на двајцата драго дека повторно се во ист тим двајцата работат. Сега, и двајцава, извини, Не, сакаш па да не, кажеш дека и нешто? Чави уште пред да дојде нели кажа дека Дембеле може да биде најдобар во светот на негова позиција на и стварно се негова остварува позиција, тоа као Ам, било многу добро. Двајца играчи кои што ги сметавме како барем не, генералната фудбалска јавност ги сметаше како некои разочарувања, како некои играчи кои што се флопови оваа сезона и нема да го покажат она вистинското. Сега тие двајца ја вратија формата. Многу други клубови и играчи не ја вратија формата. Па предлагам да се префрлиме кон главната тема кај што ќе дискутираме баш ова. Се надевам дека имате одбрано креативни одговори и решенија за оваа тема, бидејќи разочарувања сезонава имаше многу и не можеме да ги опфатиме сите, ама ќе поразговараме за главните. Ќе се потрудиме. Може. Одиме да си доставиме пијачка, вие останете со главната тема, муаветот на неделата следува за 5-4. Па кој што најавивме, дечки, главната тема ни е посветена на разочарувањата на оваа сезона. Фудбалската сезона, откако почна до сега, ние се изнајававме трици за еден куп играчи и клубови што не разочара, особено минативе 2 недели со нокаут фазата во Лига на шампиони, имавме многу големи разочарувања. Па да почнеме од некаде. Имаме ли идеја од кај би почнеме? Да почнеме да речеме од играчите што најмногу не разочара, па да преминеме натаму кон клубови. Сакате да почнете вие? Ајде да почнеме од најголемиот. Лукаку. Добро, јас мислев тука од панелот, да. Сега најголемиот од сите што ќе ги кажеме вечерва. Сега Да, најголем он и да, најстари, Па затоа. Да, Секако имаш претпоставам дека треба да кажеме него поради тоа што Лакака. Лакака, како од разочарување сезона, мислев на многу играчи искрено, кои се и можеле да влезат. Али има многу лоши играчи кои што играат во лоша форма, ама и очекувано е да играат во лоша форма, иако некогаш биле извикани. И оде по критериумот од кого највеќе очекувавме, од кого се очекуваше највеќе, а даде многу малку во однос на тоа што се очекувало и Лукаку е тука. Па беше најскап трансфер летово, така?
115 милиони, најскапо платениот трансфер сезонава беше. И за 115 милиони во моментов Викендов уствари заби гол во куп надпревар и стана прв стрелец на Челси, ама прв стрелец на Челси со 11 гола, мислам дека се на се во некои 30 плюс надпревари. Во 6 надпреварувања различни. Да, во 6 различни надпреварувања, 2 гола на светско клубско првенство што ретко кој ги брои и некако да. Разочарување, не само тоа, значи не се работи само ни за бројките, ни за лошата форма, се работи за тоа како се однесува спрема клубот. Тоа би го извел. Значи, апсолутно, да. Настрана се има секакви ситуации, играчи не играат, ама така јавно да го избрукаш клубот и да кажуваш дека сакаш да се вратиш каде што си играл претходно, да плачеш како мало дете. А да играш за европскиот шампион, неприфатливо. Со оглед на тоа дека толку многу пари ја дадени за него, а тоа е клубот кај што играл дете. И пекаше 10 години да се врати. Се врати и не се искористуваше. Тоа е само уште еден показател дека се работи за играч кој што треба да биде микроменаџиран. Значи треба некој да има цело време покрај него и да го думка како мало дете. Значи не може четворица ќе треба, пошто малце голем, ама битно мора да има некој да го думка нон-стоп, поради тоа што типот очигледно не знае како да менаџира со тоа што го има овде. High maintenance, што би рекле англичаните. Така Добар шаут, одличен избор. Лукаку, па не можам да кажам дека сезонава гледав, да речеме, 3 добри негови утакмици. Првата дефинитивно со Арсенал. Почетокот добро ама отвори, толку. И некако после втората утакмица веќе се изгубија добрите партии, тој почна да станува токсичен и за сооблекувалната, и за медиумите, и за фановите и мислам дека се помалку има поддршка. Владко, некој различен избор? Мора да го спомнам Меси, ама нема да зборам за многу, мора да го спомнам Меси, пошто не е до толку лош сезонава, колку што сме научени да имаме посебни критериуми за стандардите Меси. се многу високи, Стандардите се да, многу да, кренати за една шака играчи као може да ги задоволат тие стандарди. Меси е далеку испод нивото на кој сме научени да го гледаме, очекуваме сите. Како што кажа Италија за исто за Лукаку, нели, понашањето спрема клубот, пристапот на игра, као несериозно тотално, нема да го зборам Меси, мора да се спомене. Верувам дека ти немаше го спомнеш, Тале нема пошто му е за него нели умилен играч најверојатно. И јас сум најразочаран од Лукшо и од Маркус Рашфорд. Пошто Лукшо имаше одлично европско првенство и одлична сезона. Да. И сите очекува да биде едно ниво подобар, нели, со доаѓањето на Роналдо и тој и Рашфорд да бидат малку посериозен пристап да имаат и кон својата игра и кон играта на самиот клуб, нели. Лукшо оваа сезона ништо не покажува, мислам дека работа му е само секој втор треба да добие жолт картон, као ништо, буквално, додека за Рашфорд веќе нема ништо да се збори, едва има 4 гола, мислам, сезона дадена само. Фрустрации на терен, надвор од терен, со навивачи препукувања, се извинуваат цело време. Баш во сезона кај што доаѓа Роналдо, кај што треба да се запнеш повеќе, се докажеш дека вредиш да бидеш повеќе во клубот, нели, во ситуација кај што си оди еден Марсијал, кај што си оди треба нивото на игра, нели, да ти отиде на скрос едно друго ниво, меѓутоа не напред, туку надоле. Да. И за мене Рашфорд е веќе Дечки неата бе, таму бе. Да. Рашфорд веќе многу мене многу ме разочара. Верувам дека е многу невачен на Юнайтед, така да. Од почетокот на неговата кариера, од некој кога дебитираше со 16 години и некои 200 и нешто дена за Юнайтед и на дебито или на втората утакмица даде гол со Арсенал, па после тоа даде гол и во Лига Европа и некако многу јако почна. Да. Многу јако почна и имаше 2-3 многу добри сезони, ама оваа сезона некако се поклопи се. Негативната ситуација со Гринвуд многу лошо му влијаеше на формата, доаѓањето на Роналдо многу лошо му влијаеше на формата, падот на формата на Бруно Фернандеш многу лошо му влијаеше на формата. Тоа ќе ми текне дека пред 2 сезони го споредува дека на исто рамниште со Ембапе или дека е подобар. Да. Кога го даде голот со ПСЖ. Еден пенал зашто Не би гледал тука вината кај Рашфорд. Вината за лошата форма на сите играчи во Юнайтед ја гледам во менеджментот.
Да, ама има Не, некои не неколку е Има кај играчи што Рашфорд. испорачуваат. Да. Има играчи што испорачуваат. Има некои играчи кои што испорачуваат, но не се ги има малце зависност од тоа кој е менаџер. Премногу менаџери се сменија, премногу се смени играта, не се знае кој јаде, кој пие во тој тим. И не можеш да очекуваш играчите да перформираат. На што да се фокусираат? Дали да се фокусираат на стената од такмица, дали да се фокусираат на тренинг, дали да се фокусираат на скандали, дали да се фокусираат на испадите на Роналдо кој не им оди, дали да се фокусираат на Рагник кој што не знае да преземе контрола над тимот, на што да се фокусираат тие играчи? Да, ама и Предрагник не знае кај тера. И Предрагник Не знаеа, токму тоа. Не знаеа кај тера. То, мислам Исто дека како во Барса што беше со Куман, не знаеа кај тера. Дојде менаџер кој што знае што треба да се направи, дојде управа која што знае што треба да се прави и одеднаш бам, имаш Да, одличен ама тим. во Барса Тие не што не вадевме чинеа поединци. ги извади од тимот, тие што беа окей, останаа тука и преформираат кај неверојатно. Барселона не вадевме поединци што разочаруваат, па на тимско ниво се гледаше. Имаше и underperforming на поединци, Барселона, имаше па. и поединци, да, имаше Пике не чинеше, така, Пике беше ужасен претходно. Пике игра неверојатно сега. Па да, очекувањето од Бускетс Пике исто не така биле. не беше нешто посебно. Па и Френки сега де не е Јонг посебен. исто. И сега не е посебен Бускетс. Не, Но, очекувањата се не, многу не, различни. не. Да не продолжуваме. Океј, добро. Да го одложиме ова за некои 5 минути Да. кога ќе зборуваме за клубовите, па може да истуриме цела фрустрација на Юнајтед, пошто цела сезона тоа го правиме. Јас имав неколку избори и два од нив ми се сведе на два од нив уствари она разочарувањето на сезоната. И двата се трансфери. Можев да отидам кон Джек Грилиш со оглед на тоа дека беше вториот најскап трансфер оваа сезона и дека сезонава со 2 гола и не само двата гола, мислам со играта целокупно не е на она ниво кое што го бара Манчестер Сити, ама од друга страна тука збориме за разочарување. Не ме разочарува Джек Грилиш. Јас бев свесен дека сите од навалната линија на Манчестер Сити се подобри од Джек Грилиш и дека тој беше купен заради тоа што е англиски фудбалер. И дека Юнајтед сакаше го земе. Да, и за да ја победат конкуренцијата, нели за да него земе друг. И реално има добра фризура. И има добра фризура и За добри тинеџери. мускулчиња долу на нозете, добри листови. Да. Ама играч кој што оваа сезона морам да кажам дека ќе одам некако слично со изборот на Владко, после доброто европско првенство на клупски план страшно многу разочарува Мануел Локатели. Извини Емка, ама реално мора да направиме муавет околу Мануел Локатели. Човекот толку многу време пекаше за трансферот во Јувентус и не е тоа лошо, супер е, мислам нормално, скоро секој италијанец сака да игра за Јувентус и логично е да сакаш да бидеш купен таму, меѓутоа откако отиде не успеа да се наметне ниту како стандарден првотимец. Да речеш дека еве, ова е играч што барем нема да го известуваме од прва постава. Не е дека е лош, не е дека е катастрофален, не е. Меѓутоа е најслабиот играч од таа средина на Да. Јувентус, а тоа зборува многу. Па добро Значи, почна. добро Даде еден почна, гол нели со да. Торино таму да победат у почетокот, ама веќе И некако ниту се базира на него играта, ниту прави нешто кој знае што на теренот. Сите италијански играчи во моментов кои што му се конкуренција играат подобро од него, за Верати и за Барела не може да зборуваме, тие се лидери на нивните екипи, меѓутоа и Тонали игра подобро од него, и Месина игра подобро од него. И сите кои што му се конкуренција сега за овој дуел против нас и за на светското првенство доколку се пласираат, се надевам нема. Да за Турција Не- сме си готови. да, за Ердоган. Мамо се Ердоган. И некако не знам, ме разочарува. Покажа многу ветување додека играше во Милан, меѓутоа мислам дека Милан многу оправдано се ослободија од него во момент кога видоа пари од Сасуоло дека можат да дојдат. И сега беше репродаден во Јувентус, повторно шанса да се докаже во голем клуб која што не ја искористува. Да. Имам уште многу разочарување од играчиве и верувам дека може да наброиме уште некој, доколку имате уште некој, сакам вака као имиња да ги истресеме тука. Донарума. Донарума, да. Не успеа да се наметне ниту тој како првотимец, тоа е срамно дури би рекол за толку скап трансфер. Матејс де Лихт трета сезона е во Јувентус, Не е толку мислам лош дека Де Лихт. не е толку лош, меѓутоа е дефанзивец платен 100 милиони пред 3 години и некако константно вади 6,5 од 10, разбираш, некако Да, не е себе си, Не не може да е клубот. свој.
Серхио Рамос кој што едва и настапи за ПСЖ сезонава, господинот Хари Мегваер што своерачно уништува еден од најголемите клубови во Па не е светот. разочарување, очекувано беше. Да, ама човек колку е Не е лош. до негове брат, како рече за Да, Рашфорд, да. не е до него да. Добро, ајде да видиме до кој е. Супер, одличен прелаз, да видиме до кој е. Кои беа клубовите што најмногу не разочараа оваа сезона? United. Чисто одговор, многу United. лесен, многу лесен. Значи, Нема да те прашам зошто, само ќе ти оставам сцената. United поради прва работа се очекува нив веќе неколку сезони да направат нешто. Се очекува поради тоа што со Солскер има некакви поместувања, игра некаква си игра. Минатата сезона нели има лоша полусезона, па после тоа кога дојде Бруно Фернандеш се разигра, беа топ. И оваа сезона очекувавме дека тој тренд ќе продолжи, дека они уствари ќе успеат да направат нешто од оваа сезона. Со оглед на тоа дека дојде и Роналдо, не направија ништо. Го отпуштија Солскер, го зема Рагник, уште полош се погоди. И тоа што го кажав, што му го спомнав на Владче. На крајот фирмата, успехот на една компанија зависи од прво работниците кои што ги изведуваат задачите, менаџментот кој што ги задава задачите и од CEO-то, односно од тој што е decision maker-от. Тој го одбира менаџерскиот тим и тој дава визија каде сака да го гледа клубот. Сега тука прво тргнувам од Glazers. Како собственици на тимот, они Манчестер го гледат како само уште една компанија која што треба да им донесе профит. Разликата помеѓу обична компанија и спортски клуб, освен што треба да ти донесе профит, треба да донесе радост кај луѓето, тоест симпатизерите на тој клуб. Поради тоа што тие се тие што трошат пари за да ти добиеш во джеб. Значи тука се врзани и емоции. Во бизнисот фудбал има емоции. Они тоа не го гледаат. Прво, значи за да можеш да водиш еден тим и да бидеш собственик на тим и да тој тим биде успешен, според мене, е битно прво да го сакаш фудбалот како спорт, а второ да го сакаш клубот кој што го водиш, кој што го купуваш. Тоа го имаше Абрамович. И Абрамович успеа да направи од Челси клуб. Инвестираше еден куп пари. Сега гледаме како го бркаат и на крај ги остава простува долг кој што го има клубот спрема него, поради тоа што он имаше визија да направи шампионски тим, да освои Лига на шампиони. Глезерс има визија и се уште имаат, претпоставам, таа визија да прават пари. И они тоа одлично го направија. Имаат одличен модел, нели? Имаат профити, цело време прават пари, но тоа ги однесе во насока да го назначат Ед Вудвард да им биде главен за трансфери, главен за, значи он го водеше тимот реално, а тоа беше човек кој што ја следеше нивната визија, да правиме пари. Океј, прават пари. И сега тоа донесе до лоши менаџерски потези. Значи беа избрани според мене неадекватни менаџери за водење на тимот. А тоа донесе да имаш скапо платени работници, кои што реално си ги заслужиле тие пари заради тоа биле платени толку, кои што имаат огромни плати, а немаш перформанс. И тука го гледам проблемот во United. Значи, од врвот, менеджерскиот тим, а играчите, да, има играчи кои што се одговорни и кои што не си ги исполнуваат задачите, но тоа го прават поради тоа што не се добро менаџирани. Не може играч како Погба да си игра Така, надополнете. Јас се со согласам. клубот, поред си играш надополнет со Юнайтед. Нема шанси тоа да се случи. Дали тоа би се случило време на Ферги? Не. Поради тоа што Глезер знае дека ако одат против Ферги, мораше да одат по него, пошто ако одат против Ферги, ќе одат против целата фан база. Тука веќе ќе беа готови. И заради тоа тимот успеваше да обстојува и да биде тоа што е. А сега моментално Юнайтед е таму кај што е баш поради тоа. Поради тоа што е бизнис. Се согласувам со тебе дека Юнайтед е разочарување, дури онака не ми остава ништо друго освен да се насмеам на себе и на сите што мислевме дека може да биде сериозен конкурент за титула по првите 4 кола кај што беше прв со 10 бода, Сити нели изгуби од Тотенхем од некои такви. Юнайтед први беа у четврто коло и сите мислевме еве Роналдо ќе донесе шампионски ген во Юнайтед, нели, и се тоа падна во вода многу брзо и разочарување и најголемо разочарување беше епизодата 0-5 кој изгуби од Ливерпул, кој реков дека нема да изгубат. Меѓутоа не се согласувам дека до Глезери. Глезери вложуваат премногу во Юнайтед, купуваат играчи, никогаш не штеделе пари.
Истото го направи со Тампа Бей во НФЛ, ги купија, им донесоа титула, го донесоа Том Бреди, еве сега го вратија Роналдо во Юнайтед. Пристапот и повеќе до Ед Вудвард отколку што е до Exactly. до Кој го Глейзер. назначи Ед Вудвард да биде? Кој го назначи? Може би тие. Джабе, ти джабе инвестираш Да, ама- пари ако назначиш лош менеджмент, кој ще не знае како да ги добро, потроши тие и пари. тренерите после Фергусон нема адекватен тренер што ќе го најде Кој Юнайтед. одлучуваше Може би да- Зидан, кој одлучуваше за меѓутоа, тренери? кој со здрав разум што размислува би напуштал Кој Реал Мадрид. донесуваш одлуки за тоа кој да биде тренер? Не, добро, ама во секој случај мора да земат грижа и односно како да кажам, вина и некој друг треба да земе бидејќи нели скалесто води тоа и од раководството кон Вудвард кон сите останати. Знаеш кој беше моментот што најмногу ме разочарава од целава Юнайтед сфера? После толку критики сезонава и можда не само сезонава, дури и лани за Оле, и кога нели конечно рековме и готово Оле го отпуштија, нова страница е за Юнайтед, две страници назад се вратија со Рангник. Апсолутно не е човекот за таму. Ама кој е човекот? Види, Зидан, Тухел, Конте, имаше тренери кои што беа достапни, дури и повеќе Покетино, од некој што има работено на тоа ниво. Рангник има работено на ниво на Хофенхаим, на Лајпциг, на Салцбург и на Спартак Москва. Клуб од големина на Манчестер Юнайтед што вработува 8000 луѓе во зградата што ја има. Тој не може да се снајде. Тој има водено пилјара и сега одеднаш му викаш: "Еј господине, ти ги преземаш сите Хилтон хотели во светот." Не може да ги преземе. Он не знае рачуницата да ја удри колку е приходот оваа година, а не па друго. И сега јас сум крајно разочаран од одлуката точно Рангник да се назначи, некој кој што ниту беше популарен во тој момент, ниту пак беше Да. на, да речеме on a high, разбираш? Клуб излезе онакав никад. Значи бар да беше некој да речеме што направил нешто сега скоро пред година-две, па ај се залетуваат заради него. Не се ни залетаа, едноставно само отидоа безглаво. Манчестер Юнайтед ми се огромно разочарување, ама бидејќи ги спомнавме со играчи, јас ќе отидам на една друга страна. Ги спомнавте нивни играчи, ама не го спомнавте клубот како разочарување. Јас повеќе го гледам проблемот во клубот, Пари Сен-Жермен, кој што оваа сезона засрамувачки, после нели најдоброто трансфер лето на сите времиња, онаа слика се надевам Антонио ќе ја стави тука кај што беа сите гушнати, не успеа да победи ни две утакмици во нокаут фаза во Лига на шампиони. Срамно. Само еден надпревар доби и испадна. И Во последна минута го доби тој направи. да, во На последна индивидуален минута. потек, да. И тоа некако е, Добро, беа знаеш, подобрено. превисоки очекувања, не исхајпаа цела сезона дека ќе биде кој знае што и сега да, колку е за критика, ќе речеш на крајот на сезоната тие ќе имаат два трофеи, суперкупот ќе го земат и лигата ќе ја земат. Што значи тоа? ПСЖ не одеше по лигата, не одеше по суперкупот. По 5 титули, да, по 6. Да, одеше по 5 по 6 титули. И на крајот испадна дека најдобриот трансфер период на сите времиња роди само еден гол во нокаут фазата на Лига на шампиони кој што вредеше нешто и анонимност до крај на втората утакмица. Мбапе си оди, дел од разочарувањето го гледам и тука, што во моментот кога Реал Мадрид минатата сезона односно на последниот ден од трансфер периодот им понудија колку беа 180 или 200 милиони, да. тие не го прифатија, демек од чалам дека на нас не ни требаат парите, сега ќе се отиде без пари, ниту него ќе го имаат. Неймар сакаат да го избркаат како што се последните гласини, бидејќи преголема плата, а никаков перформанс на терен. Дел од останатите играчи се веќе стари, како Херера, како Виналдум, како Меси, па и Неймар е тука во таа класификација, и Карди полни 30. Едноставно тимов оваа сезона успеа да прокоцка толку голема предност, што некако ми е необјаснило како еден, не знам, Атлетико со оваа форма е натаму во нокаут фаза. Вилјареал, Бенфика. Вилјареал, Бенфика, ПСЖ не можеше да стигне. Јас знам дека противникот беше Реал. Ама еве, Барселона ги победи Реал 4:0, да не е истиот Реал. ПСЖ требаше да има минимум две нерешени во тие две утакмици. Да. Не да проба да победи една утакмица. Извини, Владко, што долго зборував. Не, Со твојот помалку од избор за тале клуб. збораше сигурно, да. Ама ја се согласувам исто Париз дека е разочарување, нели го зборавме и тука во една од нашите епизоди која беше посветена исклучиво на Париз, беше дека или оваа сезона ќе освати или ништо и главниот проблем ќе биде средината.
проблемот не беше средната, проблемот беше цела екипа, освен двајца поединци, Верати и Ембапе, не Да. само за тој двомеч, општо преку цела сезона. Ја најголемо разочарување ќе останам во таа лига. Моје најголемо разочарување е Олимпик Лион. Моментално се 10-ти во Франција. Тим кој што пред само 2 сезони играше полуфинале во Лига на шампиони, ги исфрли Манчестер Сити и Јувентус со Кристијано Роналдо. Тим кој што лани на 45 минути до крај на сезоната водеше, имаше со победа, играше Лига на шампиони, играше Лига на шампиони, беше трет, меѓутоа не знам како сплетна околности изгубија од Ница, која што веќе сигурно беше 9-та или 10-та, не можеше никако да дојде, изгубија. Небитно, лани има одлична сезона, дада Парис освои титула, тоест беше втор, Да. Лил освои титула, и Парис имаше најдобар напад со 86 гола, втор беше Лион со 81 гол. Значи таква сезона има и сите напори беа дека оваа сезона ќе пробаат да стигнат Лига на шампиони. Го зема тренерот што беше во Леверкузен, Питер Бош, мислам, Бош, да. Питер Бош, кој тренерска кариера нема никаква, со Дортмунд се избрука, не можеше да победи во Лига на шампиони во групи. Кариерата направи на една сезона во Ајакс, кај што исто не влезе во групи во Лига на шампиони, испадна од Ростов. Меѓутоа стигна куп УЕФА финале со лесни противници кои изгуби Юнайтед, нели? Да. Салцбург го победи во полуфинале, небитно. Као купија доста играчи, го зема Джером Боатенг, го зема Джердан Шакири, го вратија Муса Дембеле од Атлетико, нели? Да, Емерсон Целя- Палмиери да, од Емерсон од Челси. Челси, да. И сакаа да граат екипа за Лига на шампиони, ова што се случува со Олимпик Лион е срамно. И чудно мене ми е. Десети се, никој не ги очекуваше толку. Не знам, еве викендов не може да победат со Реймс, веќе го немаат победа. Првиот дел од сезоната изгубија дома. Сега исто Питер Бош доби црвен, се расправа за глупости, најверојатно дека ќе суди на крајот од сезона. И не верувам, еве, Джердан Шакири се отиде, меѓутоа го врати Ендомбеле, сега го, не знам, излезе во јавност во францускиот медиуми дека Ендомбеле после вториот, третиот надпревар за Лион рекол како дека веќе немам газ доволно во резервоарот, не можам да играм и такви критики, тоа веќе не знам на каде оди Олимпик Лион. Срамота за таков клуб кај што нашиве генерации се израсналите го гледат, кај што земал по 7 титули поред во Франција. Сега да го гледаме на такво ниво е разочарување огромно. Верувам дека доволно луѓе не посветуваат доволно внимание на француски фудбал освен Парис. Да, Меѓутоа ова почнете. што се случува е катастрофа со Олимпик Лион. Почнете да следите француски фудбал, бидејќи имаат француска лига сезона е многу интересна, бидејќи имаат многу позитивни изненадувања, клубови што се вратија после неколку години неуспех, се пример Олимпик Марсеј е стварно позитивно изненадување сезона, со оглед на тоа дека имаат состав е неодневни играчи, као 6-7 позајмици имаат и газат, супер се. Ница се одлични, како што предвидовме на почеток на сезона и нов тренер и сето тоа. Рен е многу добар. Рен е 6-7 поред одличен победи. и Лион вложи многу. Нов тренер, Жуниньо, нивната легенда, име спортски директор, ама очигледно не може да ги погоди потезите. Нели се зезна еднаш кога Силвињо го назначија за тренер на почеток на минатата сезона, после само 8 кола беше отпуштен заради кавги со некои со управата. Подоцна не успеа, нели како што кажа ти, на 45 минути беа до Лига на шампиони и мислам дека тоа некако им падна моралот и се дозакопаа. Многу разочарувачки приказни сезонава, ама мислам дека овие што ги покривме се реално најголемите негативни изненадувања сезонава. Да, барем според нас. Вашите секако оставете ги долу во коментарите, тука или на социјалните мрежи, бидејќи тука сме да ги прочитаме. Пред да ја одјавиме оваа епизода, ќе назначиме дека ја снимаме епизодата пред Македонија да го одигра Пред да оди понатаму. пред да оди понатаму против Италија. Момци, нешто за крај? Ништо. За да ја одјавиме оваа епизода. Немам некој коментар, немам ништо. Добро. Напред Македонија. Напред Македонија, да дефинитивно. изгубите, Што и да бла, се бла, случи, напред Македонија, Стефче Ристовски, ти си наша легенда, гледајте Скратен корнер, сабскрајбајте, кажувајте на другарите, пишувајте ни коментари, пишувајте ни во инбокс, дружете се со нас, доаѓајте во Рустикана и тоа е тоа валјда. Да ни требаат наивачи во живо дека снимаме. Унци, кај може да ме најдат на социјални мрежи? Секаде. Секаде. Така. На Grindr. Да.
Таму не. Владко, никаде тебе. Никаде. Се помалку. Се помалку. Се помалку. Барете го на LinkedIn. Зафатен човек е. За следете не, јас сум Кирил, оваа Хамба и Владко што ме правеа друштво во оваа епизода. Ви благодарам што следите Скратен корнер 24 пат поред. Чекајте 25-та епизода и се надеваме на победа на Македонија. Бидете така.